Претресот во весникот во мал град во Канзас го привлече вниманието на светот летото 2023 година. Снимките на полицијата покажуваат како запленува опрема и материјал во канцеларијата на Марион Каунти Рекорд и од домот на косопственичката Джоан Мајер, која е повозрасна. Началникот на полицијата во Марион беше суспендиран, а подоцна поднеса и оставка. Полициската акција аналитичарите ја нарекоа како едно од најклавквантните прекршувања на слободата на медиумите во САД во 2023 година. Гејп Ротман од Репортерскиот комитет за слободата на медиумите вели дека случајот нагласува важноста на слободата на медиумите. Важно е полицијата и другите владини представници низ целата држава да ја разберат улогата што ја имаат медиумите, важноста на критичките медиуми кон власта, со што ја држат за одговорна пред народот. За вработените во весникот, борбата за слободата не е во прашање. Многу луѓе лесно ќе бидат заплашени, но треба да разберат дека не треба да ги трпат овие работи и дека има луѓе кои ќе ги поддржат. Организација во САД со седиште во Бруклин, Њујорк, внимава дали има прекршување на слободата на медиумите. Слободата на медиумите директно влијае врз сите нас. Сите ние сме граѓани и на некој начин сме чувари на информации. Тие информации се собираат без страф од каква било казна. Тоа влијае на сите нас. Меккаден гледа и други алармантни трендови, вклучително и употребата на претходни ограничувања, како нарачките за молк. Организацијата има добиено најмалку 10 такви случаи, и тоа во Алабама, Мисури и Северна Каролина во 2023 година. 2023 година ни покажа дека новинарите и новинарството во САД се уште се под закана. Ротман го навидува случајот на американската репортерка Кристин Херич, која би можела да биде осудена за непочитување на судот ако не открие извор за незината серија истражувачки истории, објавени во 2017 година. Тој случај е чист пример за потребата од федерален закон за заштита. Новинарите ги штитат закони кои овозможуваат да не се откриваат информации, вклучувајќи ги имињата на изворите. Во Невада законот го заштити Лас Вегас Ревју журнал да се избори со значителен случај. Во октомври Врховниот суд на сојузната држава пресуди дека уредите што му припаѓаат на Джеф Герман, избодениот до смрт репортер на Ревју журнал во 2022 година, се заштитени од непроверено полициско пребарување. Подеднакво е важно да се осигура дека работата на новинарот ќе продолжи со одржување на доверливоста на нивните извори. Со оглед на тоа што во САД се приближуваат претседателските избори, Мекаден вели дека организацијата внимателно ќе ги следи заканите по првиот амандман.